време е за нашата утринска тема, поточно за разговорот кој што ги имаме тука во студиото. Чедомир Митевски ни е во студио, познат актер од Куманово и еден од главните организатори, така можам да кажам, на четвртак у 9 фестивалот. Повеќе сме во организацијата. Благодарам што ме повикавте. Тебе ти благодарам што од Куманово утринава ни пристигна. Да, дојдовме со првиот воз. И во рани утрински часови. Да зборуваме за нешто што се случува во Куманово и јас ти споменав, мене ми е драго што се повеќе последниве години многу од работите не се случуваат само во Скопје. Имаме една убава децентрализација на работите и убаво е и публиката во останатите градови, помали и поголеми, да може да биде да ужива подеднакво добро на вакви настани, да не нели дека треба само во Скопје да се дојде. Четвртак у 9, многу символично, кумановски, насловен фестивалот кој што ја слави стендап културата, интернационален и се случува трета година по ред. Куманово повторно домаќин. Од каде, Чедомир, идејата за еден ваков фестивал генерално, бидејќи се сложивме дека стендапот е во голем подем, тука кај нас во Македонија и веројатно оттаму и потребата, но како се поклопија коцките да биде ова ваков фестивал и да се случува баш во Куманово? Пред се стендап фестивалот четвртак од 9, ова е трета година како го одржуваме. Целата работа тргна од тоа што ние со мојата екипа, Кабаре Кабает, јас, Мирослав Петковиќ и Мишо Димитриевски Шипе, одлучивме да правиме стендап. Тоа беше пред неколку години кога почнавме. Стендапите ни беа секогаш во четврток во 9. И од таму некако тргна целата работа. Сакавме да се охрабриме да пробаме да направиме фестивал, бидејќи немаме, како што знам, стендап фестивал во цела Македонија. Ама нешто вакво? Да, ние не знаевме ни како се ова, но тргна доста ентузијастично и доста добро се покажа. Имавме веќе трета година поред и доста луѓе доаѓаат и од други градови, имаме публика што доста сме пријатно изненадени. Вчера ни беше предпоследниот настап, четврток во 9, 21. Гости имавме Срđan Олман и Маријан Гергиевски од Битола. Доста добро помина, тоа се извонредни комичари, титани во својата работа и двајцата. Да, за Маријан во неколку наврати сме говореле дека можеби еден од првите кои што на времето пред многу години, кога не беше стендапот нели на ова ниво, тој имаше некакви обиди, правеше нешто што супер поминуваше во тоа време за таа публика. Одлично и веројатно една добра подлога за да може да го прави она што денес го прави исто така добро. Да, одличен, маестрален. Од Маријан можеш да научиш многу работи и како актер и како комичар. Така да и Срđan Олман од Белград. Дајде малку за Срđan Олман да ни раскажеш. Прв пат го гледав вчера. Некои колеги го има видено во Охрид. Така и дојде таа спојка. Одличен. Темите дали се слични со зависи нашиве стендап артисти? Претежно во стендапот тоа се темите. Обштествени теми, може некој лично да го тера, што него го инспирира. Дали сега има некои комичари идат некоја политика, некој не. Претежно стендапот мислам дека како форма е многу битен да тргнеш од себе. Сега јас како Чедомир што имам да кажам, не станува збор за карактер, сега имаш лик како во театар, си работиш сега, да, и тука се пишуваат текстови, се спрема материјалот, но претежно зависи од самата аура на самиот комичар како човек. Пример, јас колку и да сакам да зборам сега за фитнес, секогаш луѓето се смеат за дебел глумец. Тоа е едно од работите што мене, пример, ми се има случано. Така да не е лесно да си дебел глумец во Македонија. Не е лесно. Пошто сите кувари, полицајци твои се, не можеш. Имаш загарантирани улоги. Па нема, ама јас сакам Хамлет да го играм, ама не може Хамлет дебел. У депресија бил. Така ли? Ја викам нека деве мене, нека ми скратат веган да ме направат, ќе спаднам у депресија за недела дена, толку се. Тоа значи дека најчесто во материјалот се прават шеги на сопствена сметка?
Па зависи од самиот комичар. Сега јас гледам да има и на моја сметка и на... Ајде да им кажеме дека за отворањето на фестивалот ти беше јас и бев твоето на 7. шоу. Значи, самиот фестивал... На првиот четврток, веројатно, во мај. Да, на 7 мај во 9, фестивалот трае цел месец. И секој четврток во 9. Тоа е името на фестивалот. И на 7 беше отварањето, јас и Бојан Велески бевме на 7, на 14 беше Жарко Јовановиќ, наш локален стендап комичар и актер, и исто така со него беше Никола Стилјановски, братучет, тој е од Охрид. И одлично помина, сите вечери до сега беа полни, доста публика, доста заинтересираност. Сега имаме уште едно затворање на 28. Тоа ќе биде затворањето на фестивалот, тоа е веќе следниот четврток. Да, тоа е следниот четврток. 28 мај. 28 мај во 9. Небојша Груиќ и Никола Тодоровски од Охрид. Никола горе-долу го знаеме од нашето поднебие. Како? Лошото куче материјалот што му е. Од Охрид и верувам дека голем дел од луѓето го препознаваат, но што е со Небојша Груиќ, ајде малку да им дадеме вовет на гледачите, на оние кои што ќе пројават интерес за следниот четврток во 9 да дојдат и ќе ни кажеш каде се одржуваат настапите? Во 21 часот или у 9. У 9, да, у четвртак у 9. Тоа е времето, но кој е Небојша? Што е нешто специфично или препознатливо за овој стендап комичар? Небојша Груиќ е стендап комичар од Србија кој што има доста голем импакт направено во последните неколку години. Многу интересен пред се стендап комичар и тој се бави со некои така своји некои теми. Исто така и тоа малку има хумор за дебелите, затоа го храбрувам секоја чест бидејќи се пронаоѓам таму. Значи одличен Небојша се занимава со општествени теми претежно, има доста сега тоа што го спомнавме личното од себе да тргнеш, што секако доста добро му поминува и доста има заинтересираност, мислам, не знам дали има настапувано кај нас во Македонија, не сум сигурен, но еве сега на 28 сега ќе има можност. Ќе можат да дојдат луѓе, имаме гости од сите скоро градови доаѓаат на фестивалот, што е прекрасно, така да картите можат да си ги купат и онлайн на TixMK и исто така во Павел Тобако и Гора Тобако во Куманово. Каде се одржува фестивалот? Која е локацијата? Фестивалот до сега бевме во културниот дом. Таму се одржува. Вчера имавме во Кино Козјак, настапувавме вчера. Сега зависи од самата атмосфера, зависи од Добро, каде ќе биде овој настап со Никола и Небојша? Во културниот дом. Во културниот дом. Во културниот дом, да. Во четврток во 9. Небојша Груиќ и Никола Тодоровски. Чедомир, споменуваме гости од Србија и спомена и ти дека ова е едно прв ваков фестивалски формат кој што во повеќе вечери носи стендап артисти не само од Македонија, туку и од регионот. Може да споменем и за претходните години, но прашањето ми е колку лесно оди можеби начинот на соработка или повикот до некој српски или некој друг артист од регионот, затоа што имам чувство дека стендап културата или генерално уметноста со стендап некако е во голем подем не само во Македонија, туку тоа е така и на Балканот. И веројатно таа меѓусебна поддршка и тоа што јазичната немаме некоја голема јазична бариера е нели само предност и поддршката е добредојдена кога едни со други се поддржувате ете и регионално. Беше тешко да се донесат тие некои артисти од регионот? Не само годинава, туку и претходните. Со оглед на тоа што на самиот Балкан, самиот стендап стана доста популарен во последните неколку години, има заинтересираност од луѓе, сакаат да настапуваат, сакаат да се дружат. Мислам, тоа е целата поента на самиот фестивал, да се спојат повеќе комичари, значи да има многу поголем импакт на самите луѓе, да се научат луѓето на една стендап култура, значи тоа да се случува се почесто и почесто, бидејќи еве во Европа и на страна стендапот многу одамна е во некој таков поголем погон. Кај нас многу сум задоволен што сите некако и по старите генерации, и по младите генерации некако
се споја, се поддржуваат, што е многу добро за да се одржува една таква култура кај нас, бидејќи стендапот сега во некои места во Македонија се уште можеби самата форма им е чудна на луѓето, но почнуваат да имаат се повеќе заинтересираност. Ова е трета година веќе како го правиме фестивалот и да немаше заинтересирано, немаше можеби да продолжуваме. Да. Така да јас посакувам доста да сите што сакаат исто да прават стендап, да се охрабрат, да имаме се повеќе комичари и женски стендап комичари. Ајде тоа ќе те прашав. Оваа година немате женски изведувачи, но на првото издание сте имали тоа домашни од Македонија. Ние имаме малку се, но баш заради тоа што се малку треба да им се даде нели особено поддршка и ветар во грпи на жените да се охрабрат да го прават ова. Дефинитивно би ги охрабрил се повеќе да го прават тоа. На првото издание гостини беа Надица Петрова и Изабела Пан. Имавме едно како, ајде да го кажам, женски стендап вечер во тој момент, што не сметам дека толку има разлика некогаш ако е женски комичар или машки, тој момент на стереотипи, сега може да се смеат на мажи и жени. Не, сега секоја приказна е индивидуална и сега некој може да се пронајде во тој материјал. Така да треба да се охрабрат, треба да имаме повеќе стендап женски комичари и само нека продолжат така. Поздрав до Надица и Изабела Пан. Да, и нека ги има во што поголем број. И веројатно фестивалот е место каде што ќе можат во иднина, бидејќи споменавте сте отворени, да го прават тоа. Тишко ли е денес да се насмее оваа публика, која што мислам дека е многу желна да се смее, заради целото сивило кое што го имаме, обкружени сме, такво ни општеството, а верувам дека и дел од темите впрочем се од секојдневието на еден обичен човек во Македонија. Да, би кажал дека претежно е битна форма. Посебно кај нас луѓето сакаат хумор, сакаат да се смеат. Нема некој што не сака да се смее, дури и тој што плаче, поноцна ќе се смее на крајот од денот. Така да зависи од во кое место настапуваш, пред каква публика, зависи од самата енергија на луѓето, бидејќи не се сите теми за во секој круг. И сега тие работи, пример, треба зависи сега, јас не селектирам каде ќе одам сега за ова ќе зборам или за она. Претежно гледам да јас да се чувствувам комотно и удобно во сето тоа, за да ги повлечи нив и се енергија, би кажал, така некако би се изразил, така да добро го прифаќаат стендапот. Ние во Куманово сме доста изненадени од нашите кумановци, бидејќи некогаш дома е најтешка публика. Тоа секогаш е така, нели? Бидејќи во Куманово скоро секој втор мисли дека е стендап комичар. И има и такви случаи кај што јас сега ја знам форава подобро. Па можеби заради тоа што оттаму дошле многу стендап артисти има доста и актери и стендап комичари и би кажал дека не најтешко е да го насмееш човекот. Да. Секако, дека е најтешко. Но се трудиме, добро ни оди сега за сега, така да на 28-ми ќе биде уште подобро. Така е. Титомир, како, лично ти, какви теми обработуваше во твоето последно шоу, кое што споменав беше за отворањето оваа година на ова трето издание на фестивалот и верувам, нели, кога некој ќе прашаш за инспирацијата, секојдневието е најдобрата инспирација, сите проблеми со кои што сите ние се соочуваме. Но дали некогаш и ти наискрено се смееш на она што го кажуваш? Дали сметаш дека материјалот ти е добар ако ти сам кога го подготвуваш се смееш? Па сега добро, да, секако дека ќе се насмееш, но во еден момент станува рутина. И сега тоа го проверуваш на луѓе кои што не се во моментот занимаваат со твојот материјал, така да знаеме да ги реметиме луѓето кои ќе спремиме нешто и сега и не му кажуваш и почнуваш да ја збориш темата и ако
Опа. Ништо страшно, сценографијата. Да, сатот исто еве кажува близу 9, значи 28 во 9, да си земете карти на TixMK онлайн. Да ја затвориме вечерта. Ете добар стендап артист како одма ќе се снајде да си продаде карти. Да, ќе се снајде, да. Јас зборував за ѓубре. Аха. За нешто што не ни е познато многу, а? Многу да не ни е познато, а многу ни е познато. Се занимавав со таа тема некако, бидејќи сакам доста апсурдни комбинации, бидејќи само кај нас на Балканот, во Македонија, ѓубрето може да биде човек. Не е само ѓубре. Во странство ѓубрето си е ѓубре, кај нас градира, еволуира ѓубрето во ѓубре од човек, па зависи, може и ѓубренце мое, пример, кај нас и тоа се случува со љубената да си се викате. Многу форми. Ѓубренце и си викаш како е така, а го сакаш. Ѓубрето и ништо, после ќе ти раскине затоа што не си го фрлил ѓубрето од сабајле. И некако... Некако така. Таква тема некако ми беше оваа година. Сакав да тоа ме инспирираше од причина што живееме во општество кое што, за жал, не се грижи доволно за работи за кои што треба да се подразбира. Да. Сега претежно... Некои што се основни. Да. Така да, мислам дека стендапот како форма треба да се занимава со тоа, со критика на начинот на живот, со критика на општеството, критика на власта, критика на самиот себе си и сето тоа да биде некако преточено во смеа. Дали сметаш дека заради тоа е всушност стендапот во подем насекаде? Затоа што зборува за реалните работи на еден поинаков начин, можеби апсурден како што кажуваш, затоа што нели понекогаш треба низ исмевање да сватиме што навистина се случува. Да, мислам дека 90%. На што се должи во подемот, да, затоа што ова е во светски рамки форма која што доживува една револуција. На некој начин мислам дека и луѓето со се што се случува денес, со цела таа електроника, со секолку сме. Сега ќе дадам еден пример. Многу филмски режисери и исто и комичари го имаат ова кажано, дека кога тие работеле во некое време, многу поодамна, можеби 10 години, ајде да ги кажеме 20, немале многу услови, но работеле премногу. Заради тоа што немале каде да се настапува, каде ова, каде она. Денес имаме толку многу информации, тогаш повеќе се труделе, сега ништо не правиме. Од причина што мислам дека од премногу информации се демотивира човек, се заситува од се и на крајот останува со тоа да не знае што да прави. Така да, колку што е добро што имаме денеска, доста многу електроника, Инстаграм, ТикТок, премногу информации, шортс, цело време да се случува нешто, толку повеќе го инхибира самиот човек да делува. Бидејќи, знаеш како, кога сега тука има многу фактори, гледаш некој ќе дали љубоморен, некој ќе се демотивира, ово е направил, не знам, милион вјус на не знам шо, и се е со вјус денес, со прегледи. Да, а мислам дека самата поента на уметноста е да создаваш, да креираш. Толку е сега. Сега дали во моментот ќе има 5 луѓе што ќе го слушнат, 30.000, не знам, 30 луѓе, 100 луѓе, не е битно. Битно е да ги освоиш тие луѓе кои што дошле на стендап. И да се споделува. Да, да се работи. Материјалот кој што го имаш останува и понатаму актуелен, ќе биде наредниот период, претпоставувам, на други настапи или ќе се фокусираш на создавање нов материјал? Искрено, зависи од многу фактори, но претежно се занимаваме со креирање на нови работи. Од причина што некако многу теми кои што не се кажани, како човек и како актер, сакам да ги кажам. И сега, ние, бидејќи во Македонија, кај нас и целото поднебје, многу еден материјал, многу, пример, можеш да го поминеш ти многу брзо. Бидејќи толку се луѓето. Сега во странство знаат по 7-8 години да тераат со еден ист материјал. Но бидејќи ние живееме во едно вакво многу убаво општество, се инспирираме секојдневно. Да. Така да, мислам дека ќе има секако ќе има некој настап во најбрз период.
Сега не знам точен датум и не можам за некои датуми да зборам, но ќе најавиме секако. Да. Колку време вообичаено работиш на подготовка на едно сценарио за и колку тоа трпи промени, колку на самиот настап има нели импровизација, мислам целиот процес да речам до некаде стендап е на некој начин импровизација, но дали се вметнуваат теми кои што се надвор од сценариото, дали публиката понекогаш ги прави тие осцилации во сценариото? Да, и тоа и секако зависи од атмосферата кај се наоѓаш, бидејќи ако се случувало да се инспирираш и да имаш импровизации во моментот на сцена и да е супер, но мислам дека е многу попаметно да се држиш до одредено рамниште, мислам до одреден текст, од причина што самиот стендап временски во стендап 10 минути се вечност. А вака делува дека многу брзо сега ќе помине. Не, вечност е. Така да имаш материјал од 30 минути, тоа мислам дека треба да доста добро да се сработи и да веруваш во себе. Бидејќи многу е битна енергијата со која излегуваш. Сега има самата аура е многу битна на самиот човек. Сега, некој, пример, пред самиот настап пие ракија, некој јаде, разбираш, некој се стресира, секој различно се подготвува. Да, секој се подготвува различно. Мислам дека зависи, кај мене некогаш знае да трае месец дена или 2 месеци, некогаш и повеќе време спремање на материјалот, не го пишуваш веднаш во еден месец, туку секој ден по нешто, да, по нешто ново ќе можеш да додадеш и тоа е и самата убавина во самиот стендап, што имаш простор да креираш секој ден, во секој момент. Мене најчесто ми се има случувано во последната недела пред да се случи стендапот, тогаш да се случат најдобрите идеи. Да, најдобрите идеи. Така да зависи многу фактори. Читомир, ти си дипломиран актер? Да, сум. Невработен? Невработен, да. Да, колку сега си веќе повеќе насочен кон музика, кон стендап и така натака, но ти не достига баш таа театарска сцена со колеги? Па, да. Кога последен пат играше нешто? Пред, може 2 години, 3. Игравме во Кумановски театар За кого бијат камбаните, режија Мартин Кочовски. Тоа беше доста така едно интересно патешествие, би го кажал, нека самата тема и со целата екипа, целиот ансамбл на Кумановски театар. Убаво си поминавме. Секако да, првата љубов ми е самиот театар, како секој актер сакам да играм, не е дека го избегнувам и сега сум одлучил јас ќе правам само стендап и тоа. Не се ограничувам. Мислам, не го гледам тоа како барем јас, бидејќи се занимавам и со музика, и со стендап, и со театар и некако сите тие работи ми се споени некако за мене. Се е уметност. Да. Се занимаваш со уметност, со убави работи. Да. Некаде пред крајот, дали имаш информација, Небојша Грујич, споменавме, доаѓа на 28 мај за затворањето на фестивалот. Во која насока неговиот материјал се движи или тоа... Не би сакал да откривам, би ги поканил луѓето да дојдат да гледаат. Покани ги на Кумановски, може ли? Значи, дојдите у четвртак у 9 на 28 Небојша Грујич и Никола Тодоровски. Наши МС церемонијал мајстори на цел фестивал су Мирослав Петковиќ и Мишо Димитриевски Шипе. И исто да ги поздравиме спонзорите на фестивалот. Да имаме спонзори на фестивалот, поздрав до спонзорите, секако Општина Куманово, Агора Кукхаус, ТД Кетеринг, Фиоре, Импала Травел, TNT. Нека има подржувачи. Да, има многу подржувачи и исто така би сакал да кажам дека стендапот е нешто што треба да го одржуваме. Така е. И подржувам луѓето да додат во што поголем број. Ова е нашето трето издание, четвртак од 9. Ќе има уште многу.
Читомир, фала ти многу. Се гледаме, се надевам, ако успеам да дојдам до Куманово, не е така далеку, но организација на време и обврски, а ако не, да ги поканиме сите гледачи, веќе ти тоа добро го направи, да ја поддржуваат уметноста и културата која што ја создаваме и ја имаме. И исто би кажал дека Куманово ви е поблиско од Ѓорче. Така да донете во Куманово слободно.